се, доби петка, уште една да знаење што се дава, оценка е тоа вредна. Подпис тежок 1 грам, Автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм, Подпис тежок 1 грам, автограм, автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм. Пофали се, имам подпис од артист и пејач славен на улица. Ќе те ценат в училиште, ќе си главен. Подпис тежок 1 грам, Автограм, автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм, Подпис тежок 1 грам, автограм, автограм, тоа си го добил сам. автограм, автограм. 1-2. Никнало, никнало, те шаре, но намоли. Здраво! Јас сум работникот Раде. Ме повика да говара сам овој зид. Велат, Раде, ти си познат и признат мајстор, обели го зидот така да изгледа како лист од некоја огромна тетрадка. Добро, велам. Ај, никнало, никнало. А знаете ли што ме чуди? По една недела повторно треба да дојдам и одново да го варосам истиот зид. Како можем дотогаш ќе го извалкаат. Намо миното венче. А знаете ли што најмногу ме чуди? Што овој двор изгледа празен, како во него да не живее никој. Убаво е се наредено. И убаво прочитав на влезната врата. Клуб за автограми. Некое необично семејство. Не знам кој е моје името, а кој е презимето. Никого, никого, эти шаре, но... Добар ден. Отворена, нели? Да, повелете, дечиња. Сакам да купам 10 разнобојни фломастери што оставаат дебела трага, 3 кутивчиња водени бои, а за мене ве молам, дрвени боички, 5 моливи со цврсти јатки, кутија кредива боја Ве молам да не заборавам, завиткајте ми 8 четки со различни големини, восочни боички, 5 фломастери што пишуваат Тенко. Чекај, јас бев наред. Дајте ми и темпера боички, потоа разнобојни спреови, шише мастило и едно перце и неколку тушеви во боја. Дечиња, зошто ви е толкав прибор, а? Да не купувате за цело училиште, а? Не, ни требаат запишување и цртање на еден зид. Голем, специјален, бело варасан зид, што ќе биде резервиран само за автограми. Не и не, дечиња. Чкртањето под зидови е забрането. Не е забрането, туку не е убаво. Всушност, родителите се лутат. Жалам, дечиња, меѓутоа сите четкички, боички, моливи се распродадени. Да. Ама ви велам, чичко, ние нема да чкртаме дома. А јас ве ветувам нема да чкртаме ниту на гости. Ни на училиште. Ни во улицата. Само на нашиот зид. Зарем не сте чуле? Клуб за автограми. Туку што отворен, а се наоѓа наголот од улиците Мајско бумбарче и Големиот одмор. Во ред, дечиња, сега ќе ви ги запакувам вашите четкички, боички и останатото. Повелете, колкава нарачка, повелете. Добар ден.
И јас сама утринава во 6 часот. Еве, џидов е готов. Да, и веќе се исушил. Ми се допаѓа неговата белина. Сега останува само да го испишеме, нашаркаме, украсиме и чкртаме. Малку ние самите, малку нашите гости. Ништо не разбирам. Ништо не разбирам. А, викнете ме пак идната недела. Хајде, здраво. Благодарам. Хајде, здраво. Се извинувам. Победете. Готово. Благодарам, деца, многу ви благодарам. Зашто ни благодарите? Како зашто? Затоа што бевте вредни, добри и ми помогнавте да ги довлечам сиве овие пишувала. Ете затоа. Но вие се наши. Ваши? Наши се. Јас мислам дека е тоа пратката за мојот киоск. Не? Не. Добро. Ќе видиме. Ќе испитаме, молам. Дали овие пакети ги довлече едно зелено камионче? Не. Не. А дали на нив пишуваше продавачката Пепи киоск на кеот, молам? Не. И тоа не. Не. А значи се случила грешка. Се извинувам. Многу се извинувам. Ве молам да ми простите и не заборавајте ме. Продавачката Пепи. Во мојот киоск има се. Да. Има албуми за сликички, шарени бомбони, чоколади во една боја, гевреци што личат на круг нацртан со шестар, малечки автомобилчиња за играње, потоа кукли, тетратки. Во мојот киоск нема нешто што нема. А сега морам да ве оставам. Брзам по својата пратка. До гледање! Тоа е моето зелено камионче. Еве е мојата пратка. Еве веднаш доаѓам. Доаѓам веднаш. Баче, ако погодиш колку бомбони има во кесичкава, ќе те почестам и тебе. 42. Повели. Значи погодив. Не. Но не е културно некој да јаде, а другарот да го гледа. Некои меки бомбони. Веднаш се топат. Крц. И јас нема. Жалам, веќе ја затворив кесичката. Ако ми дадеш уште една бомбона, ќе ти кажам едно тајно правило. Благодарам. А сега тајната. Никогаш не носи бомбони кога си во моето друштво. Сите ќе ти ги рокнам. Прати ме ги назад моите бомбони! Професоре, знаем дека вие ќе го фатите. Јас не го фатив и не го вратив. Нашиот борче размислил дека не треба да се граба ништо туѓо и еве го назад. Ропнав уште една бомбона. Ви благодарам што го поучивте. Јас не го поучив. Нашиот борче, ако сакаше досега да учи, ќе беше одличен музичар. Би се осмелил да речем дури и композитор. Најмалку што можеше да биде, тоа е да биде пејач. Повелете. Професорот Петар, сосед, сега е во пензија. Предаваше музичко воспитување. Се обложувам дека сега ќе нацрта петолинije и грст ноти како на гроздени ластовички. До, ре, ми, ветрот
Требало да стаса секој миг и се надевам со научена песна. Некога очекувате? Мојот ученик Оливер Димитров го научив да биде точен. Зашто точност е одлика на секој вистински човек. Уште 2 минутки. Имате намера овде да го држите вашиот час? Зошто не? Сите нека видат и нека чујат што сме постигнале со 5-дневни вежби. Уште 1 минутка. Добар ден, професоре. Здраво, врсници. Здраво! Токму на време. Да те подсетам, мило дете, на почетните ноти. До, ре, ми... Да, знам, професоре. Повели, мило дете. Ветрот има кавалче, ситно ровези, танцуват тополи, танцуват брези. Ветрот има кавалче, ситно равези, танцуват тополи, танцуват брези. Прозорците треперат, вратата се ниша, играат броновите, скокат се виша. Прозорците треперат, вратата се ниша, играат брановите, скокат се виша. Ветрот има кавалче, свири песни стари, безброј лисја рони, како златни пари. Ветрот има кавалче, свири песни стари, безброј лисја рони, како златни пари. Кога ке се измори, не може да свири, орото престанува и се ке се смири. Кога ќе се измори, не може да свири, орото престанува и се ќе се смири. Браво, Оливер, браво! Ова беше мојот звучен автограм, а ова е поздрав за сите познати и драги. Довидување, драги деца, до следната средба. Довидување. Довидување.
Ова е текст за мерење тежина. 1 килограм или 1000 грамови. Неговиот железен брат, тегот од половина килограм или 500 грама. Ова мало парче метал тежи 200 грама и многу помага при мерењето. Ова е тегот 100 грама, за оние што купуваат на ситно. А ова е нашиот пријател куклата Грамко. Сите ваши и наши постапки тој ќе ги премерува на својата необична вага. Здраво! Ова е прва емисија, нели? Најпрва. И од мене се очекува да кажам нешто ново, нели? Најново. Молам, мери Грамко, 100 грам добро. Не ме затегнавте неподготвен, нели? Знаете ли, љубопитни, како се мери добрината? Не. Не знаете, нели? Тогаш јас ќе ви помогнам. Од едната страна на обична вага ќе ставиме добрината, од другата страна на истата вага ќе ставиме лага и ќе мериме. Добрината ќе биде потешка. Ако на лагата додадеме уште една лага, неколку вреќи со сол и еден обичен вол, добрината пак ќе биде потешка. Ако кон тоа додадеме цел вагон руда, неколку слонови и уште 300 чуда, и пак добрината ќе биде потешка. Ако ги извадиме тие 300 чуда и место нив ставиме 2 добрини, добрините ќе бидат потешки. Браво, браво, браво! Добрина. Гледате ли колку сме сложни јас и Биле? Иако признавам, тоа не ни се случува секој ден. Има такви денови кога почнуваме да си докажуваме, да си подвикнуваме, да се караме. И тоа зошто? Обично поради некоја ситница. Поради некое копче. Копче за инаец. Значи, малечка едночинка на која ни се случила нас, а може би им се случила и на други деца. Лица, јас и тој. Односно, јас и таа. Трето лице, една мајка. Јас ќе ја играм мајката. И онака дома имам деца на ваша возраст. Вие почнете. Јас имам многу малку текст на крајот од едночинката. Малку текст, но важен текст. На првата програма има цртан филм. Добре дојдовте, о Махарано. Тргни се, јас ќе ја послушам. А на втората, снимка од фестивалот на детски песнички. Баба да е весела, весела, баба да е весела, весела. Значи, одбравме да го гледаме цртаниот филм. Влези! Вашиот багаж, ваше височество. Не, никако ја вклучувам втората програма. На фестивалот пее една девојче од нашето одделение. Попушти Борче. Juri treptat zlatni zvezdi rod. Spišu nokta gosti neden primi. Пак на прва. Решив да го гледам цртаниот филм и ќе го гледам. Никој не може да ме спречи. Освен јас. Не може секогаш да биде по твое. Телевизорот е заеднички. Еве клик и пак си гледам и слушам детски песнички. Охо, еве една нова. Ade segаш turča, zašto
песничката ја снема. Еве го мојот цртан јунак. Попај морнарот. Пип, пип! Мускули. Zar ne je super? Може ли еден состанок малку подоцна, бейби? Не е туку фестивал. Биле и Борче, за вас заврши емитувањето на цртаниот филм и на снимката од фестивалот. Да бевте сложни, ке можевте да го видите или едното, или другото. А вака останавте и без цртан филм, и без забавни песнички. Се надевам дека ја извлековте поуката. Гол! Гол! Уа! Здраво! Првите два одушевени извици гол! Запомнете. Оној третиот уа! Можете да го заборавите. Значи, со извикот гол, што е мојот звучен автограм, срдечно ве поздравувам. Погледнете ме. Размислете кои су. Погодете. Центарфорот Цане. Па што? Незаменлив играч во навалата. Голгетер, миленик на публиката. Чудо големо. Високо скока. Има силен удар со ногата. Ненадмина дриблер. Машки. Освен играта со топка, друго и не знаат. Ај биле да побараме по еден автограм од центарфорот Цане. Појди и побрај само за себе. Подписот на еден фудбалер за мене не значи ништо. А за мене значи многу. Здраво! Машки. Везден клоца топка. А во училиште не знаат дека земјината топка е тркалезна. Другар Цане, може ли еден автограм? Жалам, немам фотографија при себе. Да одложиме друг пат. Можете да ми се подпишете над зидот. Целото име и презиме, за да ми веруваат сите. Жалам, немам молив при себе. Друг пат. Но јас сакам понешто да ја паметам оваа наша средба. Раскажете ми, како го постигнавте победоносниот гол на средбата со... Жалам, немам време. Да одложиме за среда по тренингот. Неколку практични совети за фудбалската игра, може ли? Имам подобар предлог. Да. Еден малечок фудбалски квиз. Од тебе. Се бара да го погодиш неговото име и презиме. Стандарден правотимец на фудбалскиот клуб Вардар. Голгетер. Од него стравуваат многу голмани. Се служи со скок игра. Специјалност му се пеналите. Кога ќе ја удри топката, таа лета како топовско ѓуле. Веќе знам. Дарко Панчев. Да, тоа сум јас. Сега ти прашувај, Борче. Здраво. Здрава. Здраво. Повелете вам. Како изгледа еден тренинг? Еден тренинг изгледа доста напорно. Треба пред се да се биде психички и физички спремен, но и треба да се изводени добро дресот. Најдраг постигнат гол? Имам два. Првиот е првиот првенствен гол на средата против Железничар,
а вториот е на средбата против Црвена звезда од пенал, со кој после 10 години ја победивме Црвена звезда на свој терен. Дали публиката е 12-тиот играч? Дали е тоа точно? Точно е, публиката со своето бодрење многу придонесува и многу влијае врз нашата игра и ни дава голем потик за подобра игра. Како се работуваат меѓу себе навалните играчи? Навалните играчи меѓу себе соработуваат доста добро, но играта на центарфорот зависи пред се од играта на другите навални играчи, но ние тоа го вежбаме на тренинзите. А сега вашиот подпис. Те очекувам на неделниот надпревар. Ќе ти обезбедам билет за јужната трибина. 3 билети. Доаѓам и јас и брат ми Саша. Важи. Девојчиња, зарем и нив ги интересира фудбалската игра? Готов бил съм.